Екипата на Телевизија Плюс беше во посета на ПК Куманово Евроспорт, каде разговаравме со раководството и членовите во пресет на новата надпреварувачка сезона. Во екипата владее добра и работна атмосфера, што влева оптимизам за остварување на зацртаните амбиции. Значи, ова е најмала генерација што го имамо. Моментално имамо највише деца, отприлика су присутни околу 20 деца на тренинг. Генерација од 2012 до 2015 година. Овие деца највише што вежбав технику, прием, пас, шут. Тоа е најосновно што треба да го научив сега за сега. Значи, веќином цел тренинг беше посветен на тоа. Овие деца, ради тоа што су најмали, највише има волју да тренира. Значи, одвај чека да дојде тренинг. Лани работесмо по 2 тренинга неделно, во годину ги качисмо по 1. Со желја дека што повише ќе расне бројка, а гледам дека има доста задоволни, од ден на ден све повише деца се пријавуваат. Така да надам се дека има барем 5-6 играчи што ќе може да игра комотно, ако не у нашу лигу, така и странство. Оно што е многу битно, овие деца да се озреат како играчи, треба да има и што повише утакмици, односно имам напредок. Па да, оваа генерација 2012-2013 е веќе пријавена у детску лигу под ФФМ што е, плюс цело време ги пријавуваме, значи надвор од Македонија на меѓународни турнири каде што иде. Исто тако и ми организираме доста голем број на турнири. У август месец има меѓународен турнир, каде што ќе учествуваат екипи од Србија, од Хрватску, од Австрија, имамо пријавено Турску, најверојатно ќе дојде екипа од Бугарија. Така да тој су све екипи каде што ми идемо на турнири и они ни враќаат да дојдат каде нас. И оно што е многу важно е гледамо дека има пуно родители кои ги следи своји деца како работи во дека веројатно и се с ними имате добра комуникација. Па да, родители највише, поготово за овие помали, значи присутни су скоро свак тренинг, значи доваѓав. Имамо ептен добру соработку со нима, значи пратив ги не само на тренинзи, него цело време ги водив и по утакмице, како у Куманово, така и у Скопје, каде што се такмичив од ФФМ, у детску лигу. Да се надамо дека кога ќе почне сезона ќе успеете да остварите добри резултати, затоа што гледамо дека овие деца има голем потенцијал. Прво нешто каде овие најмали деца, поготово што су, значи резултат не ни е у прв план. Моментално каде овие деца у прв план не е да развиев најосновну технику, значи да го усовршив, а после кога ќе напуни веќе 10, 12, 13 година, значи так доваѓав да тражиме од нима барем игру и резултат. Може да ни кажеш дека кој е најмлад члан на екипа, а кој е најстар? Моментално најмлад члан на екипу ни е Даријан Ангелевски, значи он е 2015 година, а најстар ни е Лука Спиридоновски, значи 2012 година е. Штом бидне поголема група, значи они ќе се тренирав посебно, значи ќе се одвоив како посебни генерација, свака генерација си има посебно за себе. Значи од прилика имамо по 10 до 12 деца скоро од сваку генерација. Кажи ми како се викаш? Лазар. Од кога тренираш овдека во Евроспорт, колку време? 3 години. Да. Еве, кажи, што те учи овдека тренер највише на тренинг? Што работите овдека? Играме фудбал, дружиме се со другарите. Кажи ми, какви се овдека другарчиња што тренирате заедно? Добри. Мора да ни кажеш сега кој ти е омилен клуб на тебе. Кога клуб најше го сакаш? Црвена звезда. А од фудбалери? Ембапе. Кажи ми како се викаш? Вили, презиме ми е Петковски. Еве, Вили, кажи ни ти овдека дека тренираш у ПК Куманово Евроспорт и какви се ти овдека услови за работа, задоволен ли си? Задоволен сам, добро тренирам туја. Тренер ме добро, тој тренира туј. Што ве највише учи тренер овдека кога тренира тебе? Па нешто вртиш кругови, нешто на главу джунгрираш, па на колена джунгрираш, па на ногу джунгрираш, па ги споиш тој колена да джунгрираш на десно па на лево. И ти што си најболи мајстор у жунгирање, у лево, у десно, што највише сакаш? Највише сакам варање и голови да давам. Дали ти ќе бидеш десно крило или центрафор, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Кога пораснам сакам да бидам среда. Сега мора да ни кажеш кој клуб да највише сакаш ти на свет? На свет го сакам највише клуб
Барсо. Да не сакаш од Барсо највише Месите или некоја друга фудбалера сакаш? Месите го сакам. И кажи ми еден ден ти дали ќе го изредуваш овој наш град Куманово и ќе бидеш една голема фудбалска звезда? Да. Обеќаваш дека ќе бидеш голем играч и ми ти посакуваме да успееш еден ден. Важи ли? Важи. Кажи ми како се вика? Мати. Здравствуйте, мати. Мартине, од кога тренираш ти у Куманово Евроспорт? Еве кажи ни како се твои први почетоци од века? Добро. Добро ли е дека се тренира? Еве гледамо имате убаво игралиште, убави услови. Да, добро е да се тренира. Се да ни кажеш ти ако може да ни одговориш како ти дојде дека да тренираш на чиву иницијативу, кој те натера? Тато. Тато и мама кажава дека ти треба да бидеш добар фудбалер. Се да ни кажеш ти на нас кога играчка највише сакаш на свет? Место. Кажи ми како се вика? Лука. Од кога тренираш на тренирина Куманово Евроспорт? Пред едно година. Дали ти случајно дојде дека не играеш да тренираш или на некоја иницијатива, на некој другарче, на родителја? Да тренирам. Татко и мајка ли те доведева или с другари? Татко и мајка. Еве да ни кажеш неколку збора за вашига тренера. Што ве највише учи на тренинг? Гледам дека доста работите дека. Учи направимо вежбе и да бидеме фудбалери. Сакаш да жонглираш или можеби с главо да удараш? Да джунглирам. Добре, еве ти сигурно гледаш на телевизор овие големи фудбалски утакмици и да ни кажеш кога фудбалер највише го сакаш на свет? Ембапе. А од екипу кој највише го сакаш? Црвена звезда. Значи овдека Куманово Евроспорт има пуно звездаши. Да. Кажи ми ги твои планови за будуćност кога ќе пораснеш еден ден, што сакаш да бидеш фудбалер, ама на која позиција да играш? Напад. Да бидеш голгетер сакаш? Да. Добро, ми ти посакуваме од срце да бидеш голгетер и да продолжиш така да работиш. Hvala. Борјан Borović. Боровиќ. Еве Борјане, гледам дека ти овдека на тренинзи си доста активен, работиш со твоега тренера, слушаш ги сите савети, затоа што тренер мора да се слуша ако сакаш да бидеш добар фудбалер. Da. Sakam da budemo dobar fudbaler. Кажи ми ти овој на тренинзи што највише работиш, еве, што ти највише лега? Да се дрибла, kad si učimo ovdeka da se driblamo i odvez da го stopiramo topku na zemlju, sve ги сакам, sve сакам. А нели овдека стварно многу убаво игралиште да работите ви млади деца од Мерак, услови убави, терен добар. Да. Кажи ми сега неколку збора за твоега тренера како учител, он сигурно ви дава многу добри савети. On ne uči da džongliramo, da binemo igrači, da binemo jaki, da se driblamo. И да погоду чисто во кое ете моје мислење дека ти највише фудбалера га цениш у свет Роналду или сам укриво, не сам управо. Crvena zvezda i Ronaldo. Се погодија сам дека Роналду га сакаш највише. Crvenu zvezdu. Maksim Презиме? Punovski. Максим Пуновски, гледам дека во кој си пуно корпулентан, имаш сви предиспозиција да бидеш добар фудбалер. Како си задоволен ти овдека од услови за работу и еве с тренера работите пуно? A ja ga много сакам тренира, што по-моему не он тренира. И он като каже не играмо на малецки, ми так играмо. И като сме с друг на тренинг, играмо на големи голови. Сакаш највише да играш еве кога ќе пораснеш? La ги варам добро, да се добацуju добро, они не ми добачат да ги смиру по земју. И не ми добацават убаво, ја по неколку давам голови. Да те прашам, еве, кога ти доаѓаш на тренинзи, радуваш ли се кога ќе дојдеш овдека да ги видиш другарчиња, да работиш с нима? Да. И с другарчиња се играм, Kad još ne počnemo mako šutiramo la gol, ja branim, pa posle drugi brani, ja šutiram. Trener svi nekada
Почнемо да ги правиме вежбе. Се другачија, во кој се дружиш сваки ден после фудбал? Сваки ден се држа со другарчиња и они сваки ден, ја кога дојде онма ми зборив. И тоа онма ми викав, јало што тенам, па после ти ка браниш и после ми малку седнемо таму. Ја го сакам навичке Меси и Кристијано го сакав, тие ми се најболи играчи. Мора да се одлучиш Меси или Роналдо? Меси. А като порастам кабину кажа тренер, като порастам кабину најдобар фудбалер. Јас сега побори играм, тренирам и добацувам се убаво смиру и шутам голови и све поравно. Браво, само така да продолжиш. Into the rave like you threw a grenade. Boom! No, I'm the party starter. You might have a good time, but we party harder. So tell the DJ to play my song. Овие деца се родени генерација 2012, 13, 14 и тие кога доаѓаат на тренинг се полни со желба за работа, навистина се забавни, интересно е да се работи со нив и така. Што највише ги учите овие деца на тренинг, кај ќе почне еден тренинг да се работи и кои насоки им давате највише? Видете, во овие најмлади генерации најбитно е да им се покаже на децата дека треба да се одговорни и дисциплинирани. Најчесто се вежбаат, се тренираат со елементарна техника, водење, жонглирање, шутирање. Така, тоа е отприлика во овие возрасти. Белба на секој клуб, значи да произведе млади деца, успешни фудбалери да го представуваат овој град, секој еден ден и оваа држава, нели, за репрезентација, која и денес имаме таков пример од овој клуб. Кажи ни, овдека услови за работа е идеални, убав терен, значи може да се даде максимум да се излечува од свако дете. Така е, например, за разлика од кога јас почнав да тренирам во овој клуб, се мачевме околу услови за тренинзи, за соблекувални, за опрема. За разлика од денес, погледнете, имаме одлично игралиште, имаме опрема, како што имаат сите професионални клубови, располагаме со добри фудбали, имаме и технологија со GPS следење на дистанца. Тоа е за овие постери. Така да, феноменални услови, најдобри услови во Куманово моментално и тоа е. Родителите со кои разговаравме пред нашата камера го истакнаа задоволството што нивните деца имаат одлични услови за работа во клубот. По препорака на другите родители, Евроспорт е една од подобрите академии за млади фудбалери и така го запишавме, пошто и талент има дете, талентирано е, го запишавме и за месец-два одма има разлика, да професионално ги тренираат со програма, добра програма имаат и задоволни сме од Евроспорт. Многу се организирани, значи топ организација заедно со управата на клубот и директорот Александар, значи го водат професионално и јас мислам дека ќе има резултати за воиднина. Би очекувате вашето дете од овдека со добра работа еден ден да стане успешен фудбалер, се надевате веројатно на тоа? Па затоа и го запишав, да видиме, можда ќе отиде еден ден во Барселона, не се знае. Еве, кога ќе заврши тренингот, дали некогаш вашето дете ви кажува некои импресии од овие тренинзи, од оваа работа? Па да ти кажам право, исполнето е, се дружи тука, другарува со децата и сега баш е предшколска возраст, убаво е да се социализира со други деца. Значи, добре, супер. Па е веќе месец дена како тренира, одлично, јас сум задоволен и детето е многу сака да доаѓа, значи има волја со другарчиња, одлично се вклопи за почеток. Лично ги познавам и собственикот и тренерот, едни од најдобрите се во Куманово, така да и јас имам голем спортист, голема желба и тој да биде фудбалер, така да се надевам дека ќе продолжи само така. Сака да
редовен сака да биде, сака да дојде. Да, сега и во септември ќе започнат оние напревари и овие деца полека чекор по чекор ќе се градат во добри фудбалери. Така да спортот секој битно за секој дете, така да јас го од мал воспитувам да било кој спорт, сега го влече фудбал, сака фудбал да доаѓа. Покрај спортот секако битно и школата, битно и воспитувањето. Поред тебе, колку е важно да имаме што повеќе деца вклучени во спортот во нашиот град, бидејќи знаеме дека сега е време на доста послаба физичка активност кај овие генерации. Тачно, Куманово е еден од најголемите градови во Македонија и штета што немаме фудбал во прва лига. Кумановскиот народ е гладен за фудбал, што се вика. Тоа се види по турнири организирани и по настани спортски. Важно е за детето и било кој спорт секако за добра физичка подготвеност за се. Забележливо овде дека тренерите посветуваат многу големо внимание на овие дечиња. Да, 99-100% што се кажем, се е окей, тренерите се многу и прават убави тренинзи, прават паузи, одмарат кога е вручина, се одмарат, се е добро. Вашето дете премалку ни рече дека е многу задоволно од овде од условите за работа и вие како родител сето тоа будно го следите и веројатно давате некои ваши сугестии како тоа да биде уште подобро. Мора да биде задоволно дете кога иде нон-стоп на редовен тренинг, тренерите се добри, газата е исто феноменален. Сега останува кога ќе дојде септември месец да дојдеме ние кумановци во што поголем број да навиваме, да ги бодриме овие деца да успеат. И треба да доваѓаат кумановци затоа што ќе има сега турнири тука во Евроспорт и треба да доваѓаат и да будат наши деца кумановци, барем да искочи некои добри спортисти од овој наш град. Put my trust in you, pushed as far as I can go. Павел Тосевски. Павел, кажи ми ти од кај тренираш овдека у Куманово Евроспорт? Еден месец. И кои се твои утиси овдека, задоволен ли си од работа? Да, задоволен сум многу. Ево овој прилику да ги спомнеме од твои тренери кои стварно се мучив да ве научив да играте фудбал. Дали си ти задоволен од тренери? Да, задоволен сум многу од тренери што ме тренира. Што ве највише учи на тренинг? Да дривамо, да жонглирамо, да шутирамо, такви работи. Кажи ми ти, што би се каја кога пораснеш да бидеш фудбалер, на која позиција да играш? За голгитер и за одбрану сакам да играм. Ти ќе бидеш расен стрелац. Да. Се кажи ни кога фудбалера највише го сакаш на свет? Сакам га Криштијано Роналдо. А клуб? Јувентус. Како се вика? Михаил Ристовски. Михаил, колку време ти тренираш овдека у Куманово Евроспорт? Само што почна од понеделник. Петар, другар ми што идеше на туја и тато ми кажа, мама ми кажа дали ли сакам да иду и тато ми кажа да гледам како играт за да почну и ја. Значи ти ga многу сакаш фудбал. Да, многу го сакам. Што највише ти учиш на тренинзи? Што сакаш највише да работиш? Највише да работам, сакам да дрибам, да шутирам с колено, да правим токи, воки и прием. Кажи ни кој се викаш? Лукас Пирдановски, Лука, колку време си ти овдека активен у Куманово Евроспорт? 3 години. Значи ти имаш овдека подугачко време работено и знаеш пуно работи како се работи у Куманово Евроспорт, задоволен си веројатно. Да. Што највише овдека тренери ви учи на тренинзи, на кои работи највише обрнува пажња? На добачување, шутирање и дриблање. Може да ни кажеш ти дека си овдека активен у Куманово Евроспорт, али да ги повикаш и сви други другарчиња да дојдат да тренираат за тоа што фудбал е убава работа. Да. Кажи ни кој
Кој е твој фудбалски идол? Кога фудбалера највише га сакаш ово кој да го гледаш на телевизор? Ембапета, играм. Кажи ми како се викаш? Константин Стојановски, Константине, колку време тренираш ти фудбал? 1 година. Што највише учите овдека на тренинг? Што ве саветуваат тренери? Како нешто да правиме, како пасови, како да учиме како да стопирамо и све такое и тој сакам да научу и тој сакам тренер да ви покажува. И таа ми омилена борба. Ќе пораснеш на кој позиција сакаш да играш фудбал? Сакаш да бидеш голгетер или везни играч или обрано? Што сакаш највише кога ќе пораснеш? Напад. Кога фудбалера највише га сакаш да го гледаш на телевизор на утакмице? Роналдо. А за кога навиваш? За Црвена звезда. Tell the DJ to play my song and we can dance all night to the early morning. I call for the days of the unadulterated, when the artistry was cultivated. You know, back when rap was smart and multi-layered. We could rap without A&Rs and ultimatums. Damn. Now today I say a friend. Господине Барам, еве гледаме овдека работите интензивно на игралиштето покрај стариот ЗИК, односно поранешно ЗИК на игралиште. Кажете ни за која генерација се работи и како течат подготовките? Па, овдека се работи за генерација 2009 година, што се родени, 2010 и 2011. Има доста деца што се заинтересирани да вежбат овдека во Евроспорт фудбал. И за сега моментално се одвива добро работата. Имамо услови, добри услови. До сега со корона малку не застана се малку тренинзите и сега почнавме малку да ги тренираме и чекаме уште повише деца да се пријавуваат за да вежбат во нашиот клуб. Кажете ни колку купно дечи имате моментално во оваа генерација? Моментално овдека има 25 деца моментално од 2009, 2010 и 2011, али очекуваме што се пријавени уште повише деца да се интересираат да дојдат да тренираат. И што не повеќе работите со оваа генерација, што не повеќе ги учите кога имате секојдневни тренинзи со нив? Па прилично се вежбат пасови, што е најглавно во кај децата, пасови, примање на топка, водење на топка и тие што се елементарни елементи што треба да ги научи детето за да игра фудбал. Дали тие се послушни кога работите на тренинзите со нив и дали ви прашуваат нешто во текот на тренингот или после ако нешто не им е јасно? Чим се работи со деца, тие секогаш имат некои одлични и некои интересни прашања што ние треба да одговориме како тренери, како професори на таа струка и одговориме и се послушни, не сме занемарени нешто до сега. Интересни деца, интересни прашања и одговориме на тоа што би требало. Каде ќе водите оваа генерација, што очекувате од неја во наредната сезона? Па, од овие очекуваме што подобри играчи да излегуваат од овој клуб, затоа што има доста интерес, имат услови сега за сега и ние очекуваме да се развијат како што треба, како што им треба на едно дете, да спортува, да бега од улица, пошто тие не носат ништо, само со спорт може да се постигне. Представи се како се викаш? Стефан Спасовски. Стефан, кажи од кога тренираш ти овдека во ФК Куманово Евроспорт? Па има околу 1 година. И кои се твоите впечатоци, како си задоволен овдека од условите за работа, од тренинзите? Па задоволен сум. Што најмногу ве учат тренерите на секој тренинг? Најмногу секој тренинг не учи да добацуваме секој пат на утакмицата и некој пат кога имаме шанса да даеме гол. Што можеш да им порачаш на твоите другарчиња кои сакаат да се занимаваат со фудбал? Можам да ја порачувам дека да дојдат и да се запишат во нашиот клуб. Како се викаш? Јован Трајковски. Како поминуваат тренинзите овдека? Дали се задоволни од условите за работа во ФК Куманово Евроспорт? Па да, направени се да напредуваме ние и да бидеме фудбалери. Еве, досега ти работиш овдека во клубот, што најмногу научи додека си активен во ФК Куманово Евроспорт? Па научивме да играме најдобро, контрола на топката, пасеви и се. Како ти поминува еден тренинг со твоите другарчиња? Еве, гледам дека добро се дружите и соработувате на теренот. Забавно. И една твоја кратка порака за сите твои другарчиња и врсници кои
сака да се занимаваат со спорт или со фудбал? Па може да додадат во Евроспорт, затоа што имаме добри тренери и тренери. Како се викаш? Кирил Доневски. Кирил, ти си капитен на ова генерација на ПК Куманово Евроспорт, имаш и обврска да ги мотивираш своите клубски другори да играат уште подобро на теренот и кажи ни, како капитен, што чувствуваш обврска кон своите соиграчи? Па треба да ги мотивирам и да им дам поддршка. Од кога ти се занимаваш со фудбал? Пред 6 години. Како дојде до идеја да се занимаваш со овој спорт, дали по наговор на твоите родители или пак твоите другарчиња? По моите родители. Што ти велат најповеќе родителите, ти дават ли поддршка во целата ова работа? Да, ми дават. Кажи ни, кои се твоите планови за будине кога ќе пораснеш еден ден, што би сакал да видиш? Годен фудбалер. Еве една твоја кратка порака за другарите кои сакаат да се вклучат во фудбалот, што би им порачал ти? Сакам да им порачам дека да доаѓаат тука да тренираат. Тука има добри тренинзи. Кажи ми, колку време се занимаваш со фудбал? 4 години. И веројатно планираш и понатаму да продолжиш со овој убав спорт? Да. Како млад човек тренираш спорт, тренираш фудбал и веројатно си задоволен. Една порака за младите генерации, односно за твоите другари кои се физички неактивни, а треба да се на теренот. Што би им порачал ти? Да дојдат да тренираат тука, да бидат поактивни во спортот. Господин Маневски, еве овдека гледаме одлична работна атмосфера во фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт. Вие долги години овдека сте творец на овој успех на клубот и да ни кажеш и оваа година продолжувате со полна работа да работите со цел клубот да биде што поуспешен и во оваа сезона. Прво голем поздрав до вас, значи најнапред да поздравам. Видите овака, значи ово е задоволство се работи со овие деца. Значи богатство, има голем број на деца кои се од 2012 до 2015 возраст. Значи они тие тренираат 3 пати неделно. Лани имаат 2 пати тренинг, значи сега ги качиме пошто напредуваат, нели, со повеќе тренинзи повеќе напредуваат и со окей. Сакам да те прашам, кога ќе дојде еден родител со дете да го запише овдека, каква е комуникација помеѓу родителот и помеѓу вас лично? Па видите, обично, значи координаторот за млади категории Мартин ги презима, значи он има контакт со нив, нели се запознава со детето, лични податоци, дали има волја за фудбал, значи дали е првично рекреативно, дали има поголеми амбиции, значи тие основни работи ги прашуваме. И потоа им даваме ние извештај, значи по некој време за детето, нели, како што дали има во него талент или само ке пример да продолжи. Меѓутоа пред себе кажал секој дете може да се запише да се зачлени, значи без разлика дали е талент или не се знае во фудбалот и во спортот, нели, отпосле може да дојдат некои резултати, иако не е сега талентиран, може отпосле со работа се постигне тоа. И тоа. За било која генерација, каде се обратат оние заинтересирани деца што сакат да дојдат во Куманово Евроспорт? Тие може да се обратат тука, значи на Арена Евроспорт, да дојдат да не значи сконтактираат и ќе ги запишеме нивните деца, значи. Колку моментално дечи има сега во оваа генерација? Во оваа генерација, значи број од 2012 до 2015 има по некои од 10 до 15 деца по генерација, значи солидна бројка. Ние сме задоволни, значи очекуваме уште некои деца да ни се приклучат. Имаме најава и да ги селектираме, класифицираме по генерација, значи да ги делиме по пример 2012, последно 2013, 2014, 2015. Вие долги години работите со клубот, не се предавате, имате големи амбиции да овој клуб прерасне уште подобар и бе носи еден голем ентузијазам и желба за успех. Па да, секако, ние се знаеме долго време јас и ти и имаме многу емисии каде што, нели, во тие емисии каде што работи што сум ги зборувал се ствариле, значи 90% во тие емисии.
Интересантно е што значи сега клубот, нели, како што кажеме во младинска лига, овие големите се во Суперлига, значи тоа е една голема работа каде единствен приватен клуб што играме во Суперлига. Сега со прва екипа сме во четврта лига, тука имаме амбиции трета, втора, дај Боже, прва некогаш, значи и не застануваме, нели, со турнири, со многу настани, нели, со кампови ки имаме, значи имаме големи проекти. Сега не го породило и COVID-19, нели, сега што е, малку се пореметија плановите, али се стабилизираме сега, значи. Каде го гледаш ти овој клуб, да кажеме, за 5 до 10 години? Не можам да кажам, меѓутоа се надам дека секоја година се подобро и подобро, нели, напредуваме. Сега дај Боже да идеме, нели, со поголеми чекори напред. Меѓутоа за еден клуб за разлика некаде 6 години, значи имаме само до пионери, немаме ни кадети, ни помлади пионери, младинци. Прва екипа немаме сега, значи прерастваме и тоа во Суперлига, од трета младинска во прва младинска Суперлига, тоа е голем успех, значи за еден клуб кој е, како што кажувам, приватен, да се справува без никаква помош, значи од општината, без други, нели, од државата и било кој, значи. Да се надеваме дека првенството ќе продолжи во септември и дека сите овие деца ќе се вратат онаму каде што е место на теренот. Да, затоа сега и тренираме ние, нели, се надеваме, пошто ќе имаме и турнири, некои ќе имаме покана сега во Бугарија, не знам како ќе биде со, нели, со границите. На 20 треба да одиме, не знам дали ќе одиме уште по знак прашалник. Во септември се надевам дека првенството ќе почне. Имаме во август исто, нели, турнири, тука ќе правиме меѓународен многу јак турнир, каде што екипи ќе има од цел Балкан и од Аустрија, значи се за цел за овие деца, значи, да се развиваат. Еве на крајот испратиме една порака за сите млади генерации во Куманово кои ги има во голем број. Пака Куманово Евроспорт широко ги отвара вратите за сите заинтересирани и нека дојдат да тренираат и да работат. Па да, секако, значи секој добредојден, секој дете, без разлика мачко или женско, имаме и женски во клуб, значи од 5 години дете нагоре, значи до 18 години секој дете е добродојдено, било друг клуб, било, значи, да тренирало, било не. Значи вратата се отворени како за родителите, така и за како за децата, така и за родителите. Настановите раководството на Куманово Евроспорт им посекуваме успех во престојните предизвици. Во изминатите 16 години работа, Куманово Евроспорт успеа да воспостави одличен систем на работа кој придонесе за успешни резултати.